Никогаш не помислував дека ќе се замине. Секогаш мислев дека ќе биде дел од нашите порази, од нашите победи. Велеше, сите ние сме само ученици на занаетот во кој никој не станал учител. И не крепеше нејзината мисла. Ние учевме од неа. Таа учеше од нас како да ја победиме небитнината, како да ја искаеме приказната на нашето заедништво. И успеавме. Ние со неа, таа со нас. Успеавме и тогаш кога некој не избриша од евангелиското денување. Успеавме затоа што бевме едноставни во чекорот, големи во мислата, едноставни во постапките, големи во визијата за да создадеме културна Евангелија. Таа знаеше дека ние заеднички видуваме, велеше, едноставно е да бришеш, тешко е да напишеш. И како што таа ја создаваше својата историја, ние учевме гледајќи ја. Таа беше невидлива инспирација која понираше и таму каде не се може. А започна едноставно, како секој човек со пркоси на младоста, испишувајќи ги првите новинарски редови, а продолжувајќи да ја освојува Синајската гора. Ликот на градот беше метафора на нејзината дејност. Книгата беше нејзиниот роден град. Книгата беше нејзиниот главен град. Книгата беше бродот во кој пловеше мислата на евангеличанецот. Многу е потешко да се суди на самиот себе отколку на другите, ќе кажеше. Доколку успееш правилно да си пресуди себе си, значи си вистински мудрец. А таа мудроста ја носеше и кога молчеше, и кога погледот ти се одмораше во нашите успеси. И тогаш кога упорно се бореше да најде свој наследник во професионалното достигнување. На оние кои противречеа им кажа дека борбата во животот не завршува тука. Борбата е силата на правдата. Ама таа тивката вода планини поместуваше за да каже дека добронамерните имаат цел да го превернат човештвото. Добронамерните се родители на иднината. Таа беше нашата подкрепа во создавањето, поддржателка во издигнувањето на нашите подвизи. А сепак, најголемиот подвиг во животот е да стекнеме пријатели такви, како неа, како тетка Данче.